Програми што може да ја вознемират малолетната публика. Се препорачува надзор од родител-старател. Калинихта, Кирио Јанаки. Ендак си? Да, ово видиш. Добро, добро. Дали си ти роден во Лилаково? Да, дефинитивно да. Тоа е порфирогенетост е една тоа е византиско наследно право, значи буквално роден во Виолетово, односно тоа ти се децата на императорот што се родени во време кога е тој император, имаат наследни права пред децата што се родени пред да биде император, али значи нели виолетовата боја значи Роден во собата каде што се раѓаат. така има е посебни соби кај што се да роялитис и затоа што сметам дека потекнувам од фамилија која што даде еден од најдобрите адвокати во Македонија во цивилното право, тоа е покојната ми мајка, Бог да ја прости, ја ќе ја продолжам лозата, се надевам син ми, керка ми е. Но тој бил Мрзлив тип, нема да биде сигурно адвокат, меѓутоа син ми сигурно ќе го биде, а инаку и ти благодарам на соодветното поклонче, вака 2 евра на цинцарски. Знаеш како, нели кога ќе слави нешто, Влав ти ме научи дека треба да го частиме. Меѓутоа ова е проблем, затоа што не знам како да го поделам, се едното е за мене, за вицето да не ни се налути. Цело е за тебе. Цело е за мене, баш Цело ти е фала. за тебе. Баш ти фала. Интересно е што ова што го прашав, што срцке ме одма ме разбра, Инаку и пошто јонака има виолетово ми е и овакво и виолетово камот и ова војничко виолетово ми е и костимот така. Али ова беше недоговорено и неслучајно. Не, али но јас те гуглав бидејќи ме заинтересирав и многу тешко успеав да најдам кога напиша ти што ти е тетоважата. Порфирогенетост за Порфирогенетост и ми излезе единствено што успеав да ископам дека е византиски император негде кај 8-9 век. Константин, да. Кој ништо посебно, Ништо посебно, но самиот негов наслов значи роден во Пурпур. У империјална палата во Византија имало да те прашам дали е и можеби соба која што била цела виолетова и кај што ги раѓале децава. Значи на тоа се однесува тоа тетоважа, не се однесува на конкретниот император, бидејќи Да, не се однесува, тоа е ништо посебно принцип, треба најверојатно Влав бил. Долго владее, мислам дека Константин овој Порфирогенетост, меѓутоа у принцип е претежно му е, не знам, мајка му старател, па и така, значи не е некој што оставил голем белег. Јанаки, неколку гостувања имаш овде кај мене. Едно време се за другарите дека ќе се земеме. Види, не си повеќе него што си идел на само Вистина така, или на другиве. Не знам зошто има проблем. Не, се зафркаваат моите другари, се таков им е хуморот. Но интересно е. Морам да кажам една импресија за Јанаки што имам годиниве. По мене, може би едно од најхрабрите личности кои имам сретното, човек кој нема грб освен неговото знаење за правото, човек кој исклучителна храброст покажа да се спротистави на било која страна и на било која девијација во ова наше општество што е навистина реткост, или тоа го прави некој партиски, или тоа го прави, но некој од негова проминенција многу е ретко. Останатото што ме фасцинираше кај него е што
има јасна и прецизна мисла. Немаш недоречености, немаш помеѓу, како што јас како новинар обично гледам или барам мотиви. Не, многу е стриктен, баш онака пристапува кон работите во животот, имаме време, затоа ќе се... Да, слободно. Да, фали ме, не е проблем. Има јасна мисла, брзо му работи мозокот, ја не можам да го следам, пред 10 години можев да ти парирам, денеска не можам да ти парирам, но се однесуваш кон јавноста исто онака како што кога би се однесувал на суд, затоа што знаеш дека секој збор ќе ти биде запишан, дека секој збор има значење и тежина, на кој можеш да бидеш и повикан и отповикан и така натаму, и многу треба да значи. Сето тоа тебе те направи толку јасен во анализите и мене, твоите размислувања за општеството, за општествените девијации, за одредени личности и све, ми е можеби една од попрецизните. Неколку личности има такви во Македонија, ти се еден од тие. Ја ти честитам и ти завидувам на таа храброст што ја имаш, ама знаеш како мене усредно ми рекоа, ја не бев одличен ученик, ама вика, биди бе одличен, имај петки, ќе ги дупиш професорите како сакаш. Тоа е многу фраерски. А ми кажуваа за тебе дека на факултет си бил растафаријанец, смакнат, си бил 9 обетки имав ја. Сега имам само 2. Да, имав 9 обетки, 2 на уста, 2 на веги. Твоето знаење беше пред се, а не твојот изглед. Никогаш тоа сум сакал да го докажувам, бидејќи таа се некои детски комплекси, као дете да ме што има сега вие мене криво да ме гледате, имав суканици негде до кај 2015 година и кој што во одреден период беа скоро до мојот задник. Долги, мајстор Коска ми ги правеше и одржуваше. Ќе ги носев веројатно и ден денеска, многу сакам, многу ми недостигаат, меѓутоа веќе беа во фаза на, кај нас нема продавници за одржување на суканици, значи веќе беа во фаза на распаѓање, многу брзо се растура и не ги носев, имав 9 обетки на факултет, на голема несреќа, на големо незадоволство на мајка ми. 2 на уста, на нос, на 2 веки, тоа и малку и претеризам, на врат. Ја барем не сум видел ден денеска некој обично е тоа бунт. Што ти да, беше веројатно нешто така. На врат не сум сретнал никој ден денеска да има пирс. Ја 2 пати ставав пирс. Еднаш мало ме присаше, втор пат механџиска анета и меѓутоа тоа е многу незгодно место и сега ми се останати само 2 на моите брадавици кои нема никош да ги извадам, зашто е тоа доста болен. Сам си кажеме мртов младен. Доста болен процес. А во однос на тоа што го кажеш, грбот, значи најдобар грб за еден адвокат е неговиот образ. Значи образот ми е се во животот, така сум и воспитуван. За жал во мојата професија се повеќе се јавуваат клатоглавци. Иако адвокатурата е нешто сосема спротивно, адвокатот треба да биде тој што ќе биде последен беден, баш да ги штити вашите права, да не дозволуваат државата, обвинителството, не знам, судот да ве газат. Кај нас се оди на, како и се во држава, се оди на една линија на конформизам и на линија на помал отпор. Веројатно се водат по народната дека наведната глава сабија не ја сече. Тоа е можеби точно, меѓутоа па наведната глава мене ме асоцира на нешто вака друго доста погрдо, да не бидам безобразен. И не знам што да ти кажам, многу ме Да, баш фелацио и многу ме прашувале да ме дали не се плашиш, значи не така, може физички некој да ми нашкоди. Што да ви речам сега, животот е еден и нема реприза. Ја не научив, значи ја не би можел да бидам лицемерен и да ти правам лице, значи фацијалната експресија моја тоа не би го дозволила. Едноставно сум тој што сум. Значи ова што го гледате, што ќе го видите кај мене приватно, го гледате и јавно, нема апсолутно никаква разлика. Многу луѓе влагаат во карактери и глумат. Јас не научив да глумам. Но и покрај се ова твоја, да речам, некаква екстрема, држиш еден многу здрав став, а згора на тоа и се одлучи и да пишуваш колумни. Беше тоа на покана у Фокус или ти имаше потреба да пишуваш? Тоа беше вака на обострано задоволство, на покана на Јадранка Костова, која тогаш беше главен и одговорен уредник, мислам дека беше и во собственичката структура. Од дете го читам Фокус, буквално ја првиот број го знам на слоната, тоа беше 95-та.
и од дете имав желба да пишувам во Фокус и бидејќи сум човек што сака да си ги остварува целите, амбициите и плановите, ми се оствари, значи мислам дека Вале е уште во Фокус, таа беше некој линк меѓу мене и Јадранка, вика да ве запознам, бидејќи повеќе пати имаа претходно зимано мислења од мене, вика може, вика сакаш и да ве запознам со Јадранка демек за Колумбија, викам запознаеме и така во тогаш ТВ1 на Бокјуша работеше, таму го одржавме ние првиот состанок со Јадранка. Јадранка прекрасна жена, сега ми беше у канцеларија, за жал не е веќе дел од Фокус. Брзо ни трна муабетот и искрено да ти кажам, јас колку год да сум и самобендисан и сам уверен и интелигентен човек што сум, вака звучи нескромно, но е така. Сум човек кој што е свесен дека значи се учат, некои работи се учат. Колумна претходно не сум пишал, навер мојата прва колумна 6 пати ја пречитував пред сопругата и пак не се допадна на Јадранка. Мене Јадранка ми се јави и затоа и ни оди муабетот со нејзе, зашто и она вака како мене малку директно чело, значи нема одоколу. Ми вика ние те ангажиравме тебе тука ти лекции по право да ни држиш, ова не е колумна, ова е не знам завршни зборови у суд. Ова треба да го чита поширока публика, подидно да се смери. И имаше забелешки, да речеме, првите 10 колумни доека фатам, дека го фатиме редот, после тоа не. 4,5 години пишам за Фокус и збирката колумни е фактички го покрива периодот март 2019 до март 2023. Не беа книгата. Да ви кажам што е поводот за неговото гостување овој пат во емисијата. Само кога идеме за еготрип од негов, а еготрип сме сите, немојте некој да си помисли или така натаму, он го има читано Љубовија Решумовиќ, кој што вели ние да се хвалим, али баш сам силен, обдарен лепотом, снагом на гомилан. И Чарлс Буковски, if you have the ability to love yourself first. Те ошамути руменка, немојте посадите. Иначе си ослабнал значително, не сум те видел, значително си ослабнал, последниот пут кога те видов мислев дека те боцнам вака милкшейк дека ќе потече од тебе, ама си ослабнал значително, над 20 кила, колку тоа е супер, бидејќи ја ослабнав. Ако ја те боцнам ќе потече милкшейк. Јас ако ме боцнеш, значи ќе 26 кила скинав. И секако вака да сме паталци двајцава пред да придеш нели на пост корона кризата бевме преку 20 и кусур кила и јас и ти. Сигурно, јас 136 имам. Ти идеше со теретана, јас идев со редуцирана исхрана. И со исхрана, многу луѓе не разбираат дека 70% е до исхрана, 30% е до теретана. Меѓутоа ја прст немам мрднато, ама све е редуцирана исхрана. Апсолутно. Види све е домаце поздрави навики. Малку поздрави навики и не е возможно, луѓе ми кажат не слабам. Значи не е возможно да не слабеш ако отидовме со муабетот, можам до утре. Чисто сакам само да те поволам дека и сигурно се осеќаш и боле и поздраво и значи Јанаки, ја бев пред завршување не само на емисијата, туку и на мојот живот. Ја не бев способен. Не, јас. Али у принцип да, значи јас 136 кила кога сум имал сум станало ми било тешко. Значи не сум можел патиките си ги врзеш со пауза. Ама ти имаш 40 години, така? Не, имам 37 години. 37 години, се извинувам. Делуваш постаро, таков ти е зборот. Така, да. Сакам да ти кажам дека на мои години, ја имам 61 година. Тие те губи, нема збор, фала Богу, па ја гледам по татко ми, фала Богу, да. Го губев фокусот. Не можев книга да прочитам, не можев емисија да истерам до крај. Дај Боже, држи се само линија. Како ја средив исхраната и ослабев, ја не можам себе да се препознам. Ја не можам да ги гледам емисиите кога бев дебел. Почнувам реченица, не можам да ја завршам, што вика Talking Heads, Дейвид Бърн. Добар си, сега си супер, држи се линија. Фала ти и ти продужи, сега ќе почнам малце да се дружам кај тебе, кај Урко, да идеме на стомачки. Ја у хотел парк одам во... Таму идеш, да, доста солидна теретана. Таму е попустот, значи. Не, дека сум влафова попустот, не. Таму има прекрасен, хотел парк иначе има прекрасен менаџер, се вика Нина жената. Колку е попуст? Попуст нема за влавчиња попуст. Нас не удараат, да, нас не удараат, има... Ајбе, ки идеме кај Урко, ќе ни даде попуст. Урко и комши не успеа. Па што ти збора? Ем блиску, ем ќе ни даде попуст. Готово? Ајде договорено. Урко, спремај попуст за 20 дилбери. Колку години, значи 4,5 години? 4 години, не, таму се опфатени 4 години. 4 години? До март годинава. Колку колумни напиши? Околу 210 се. 210? На 349, ако не се лажам, страни распослани.
не се нумерички, не се наредени како што излагале, само Хронолошки. првата, не се хронолошки, само првата која што се вика притвор и казна, затоа што ми беше така со најголем кејф, нели? Само таа е прва како што излезе, инаку тоа е стара болка за секој адвокат кривичар. Тоа е притворот. Во Македонија прво прелесно се одредува притвор, второ редовно се крши праксата на Европскиот суд за човекови права која што е задолжителна, значи со користење на копи-пейст, иста сумарна формулација со исти зборови, не обраќање на внимание на тоа што треба да не обраќање на внимание на тоа Јави зашто се да? Може нешто и Не, и тоа. Не обраќање, не појаснување зашто дел од алтернативните мерки не би го обезбедиле присуството на осомничениот или обвинетиот. Многу добар наслов на колумна тие. Притвори казна нормално за Притвори да казна биде како парафраза до злостори казна се но- разбира, затоа што кај нас притворот многу често се И тоа претвара со во казна. децени и нема просто Не мрда, нема значи не е битно која Зошто власт не е. помогнува? Зошто не помогнува ни препораки, ни притисоци? Затоа што Како се судиите избегнува? кај нас не сносат одговорност. Еве сега ќе ти кажам, имаш измени у закон за судови, согласно кои тоа Рената Десковска го направи, жената обожавам нејзе, Силјановска ни беа професорки по уставно право и беа значи онака мајчински настроени према нас студентиве заедно со исто еден господин човек, професор Саво Климовски. Беа вака супер тројка ние кога студиравме и она ја воведе таа измена која што гласеше дека ако се утврди повреда на право од конвенција, дека тоа повлекува по автоматизам разрешување на судијата кој што е одговорен за тоа. Но 6 месеци само обстоја таа, судиите се потепаа да тргнат. Меѓутоа и покрај тоа денеска например во закон за судови и во закон за јавни обвинители постои материјална одговорност. Тоа значи дека ако Страсбург утврди дека притворот е неосновано продолжуван, односно предолго те држал, затоа што Страсбург прифаќа дека на почетокот дека е на самиот почеток истрага и кога има потреба за притвор во ред, меѓутоа подолго држење во притвор е проблематично секогаш, освен ако нема дебели причини за тоа. И ако се утврди повреда да се исплати оштета за неоснован притвор, државата по сила на закон треба да ги исплати тие пари и после тоа да бара да се регресираат од судиите кои што тоа го минувале. Кај нас тоа за жал ниеднаш не е направено, но ако еднаш да се направи, тоа ќе доведе до подобар однос, меѓутоа здрави. Па околу 70-80 дали видов или малце повеќе колумни овде се или стотина има. 200 повеќе треба да Сите имам. се овде? Не се сите, некои сум испуштил, меѓутоа треба да се по моја треба да се околу 200 сигурно. Околу 200 колумни. Да. Што беше идејата да се објави како книга се ова? Идејата беше да имаме за оние кои што затоа што јас флуктуирам дел сум на неделник, прво е само на неделник, па беше идеја на Јадранка која што беше тогаш на порталот одговорен уредник, дека сум за помлада публика, односно дека, значи не сум толку стар, иако сум во средни години, дека помлада публика повеќе ме чита, што е веројатно точно. И на сајтот повеќе идев една недела на сајт, една недела на неделник и сега сум повеќе на сајт, не дека за неделникот нема простор, туку дека неделникот е врзан со печатење и мора да се предаде до понеделник до кај 8 часот, а не секогаш сум во можност со време. Еве например за оваа недела не успеав да предадам, би ја предал например утре и би излегла утре или заутре, така да ме има на сајтот исто така доста и за сите оние кои што се интернет памти се, меѓутоа кај неделникот тоа не е така и за сите оние кои што би ги сакале сите колумни. Значи оваа книга се чита за 1-2 дена затоа што е колумна, е лесен стил, народски, не се размафтувам со латинцизми, не е ова суд. Гледам да зборам и тоа е исто така по еден добар совет и баш и фала на Јадранка да се користи еден народски јазик во колумни и тоа беше идејата. У принцип направивме промоција на 26, што е моја грешка, затоа што малце се доцнеше со печатењето, но не многу. На 3 ми излега и требаше брзо да направам, мојата сопруга требаше да послушам кога советуваше за една недела да прави промоција. Пак имаше едно 150 луѓе имаше, меѓутоа имаше и повеќе затоа што доста користеа стари одмори, меѓутоа не е никаков проблем, не се наоѓа во слободна продажба, тоа беше мој избор. Може да се набави исклучиво од мене на социјални мрежи сум
многу лесно достапен и веќе дадовме, не знам, 30 на 40 преку социјални мрежи, преку карго и така натаму, така да скоро Мојата публика не е на екстази на скоро спит, пола- така да исто само малце побавно неколку детали. Кој ја издава ова? ја печати, ја издавам јас. Издавач сум си Твоја? јас, а Добро. ја печати Арсламина. Арсламина Така. е издавачка куќа која што нели има или Значи, соработува твоја е со одлуката печатница. да го ставиш ова, да го собереш. Браво. Моја си Ти одлуката честитам. сам, гледај секад, значи не може да ми да барам спонзорство и така натаму. Не, е се ми е некој јасно. не е некој финансиски товар преголем, значи не е помал тираж како овој 300 примероци, не е некој преголем, од кој што речиси пола веќе ќе се дадени, а не е некој преголем финансиски товар и сега знаеш како не сакам да должам, ја цинца ние не даваме, не симаме и не сакам да должам на никому, така да си одлучивме да си го самофинансирам. Работам на друг проект кој што можеби ќе се самофинансира, а меѓутоа нема да откривам сега детали, ќе откривам во септември, кој што ќе биде супер проект во една друга бранша. Само ќе ти кажам на овој план дека од таму од есен, од октомври месец малку да се ослободам од обврски, а тоа веројатно се потешко ќе оди, ќе работам на баш книга, која што само ќе ти кажам како се вика, ќе се вика Адвокатот и ќе биде со мој ќе не само животот, повеќе од професионален аспект, меѓутоа ќе биде со интересни настани од мојата работа, а такви ги има во изобилие. Например, зборев со еден мој пријател, драг, кој што е моментално на издржување казна затвор, направи голема глупост, но за тоа не би говорел во дискусија и му го кажував овој план и ми викам не се секире, викам, мојот случај ќе биде ли? Викам ќе биде, ама со псевдоними, викам, не со име и со презиме, да ме стави. Да, ти удрам еден подпис. Чекај, после. Ајде, После. Јанаке, во твојата кариера имаш видено се и се што, предпоставувам. Па веќе 14 години сум кажувал, да, си ми кажувал дека работиш такви теми и проблематики, што се вика извикување во Триса Бајле, Точно. каде што од најкрвави злостори до најбенегни работи, ама оние најтешки случаи не ги одбегнуваш, ги прифаќаш. Многу често од тие такви жртви прифаќаш и бесплатно да ги браниш. Зошто прифаќаш? Дали тоа ти оној прв клик, овој заслужува? Имам предчувство дека овој невин и дека е праведно да го одбранам. И така натаму, и така Ако натаму. е невин и ако има финансиски средства, прво по кодекс на адвокатска етика не смеам да му давам бесплатна правна помош, што бесплатна правна помош секогаш се врзува со недостиг на финансиски средства, затоа што колку год да е извикана, адвокатурата е благородна функција и така и треба секогаш да биде. Постои една бирократска процедура, односно постои закон за бесплатна правна помош, каде што за луѓе кои што немаат финансии или за жртви на семејно насилство следи, меѓутоа има една бирократска процедура која треба да поминете, треба да поднесете барање во Министерство за правда, па министерот да одлучи. Јас сметам дека треба доследно да си го следам мојот личниот кодекс и кодексот на адвокатска етика и дека секој што нема финансии може, ама на вистина да нема финансии може да се Не е тема муабет парите, јанаки да не идеме у тоа. Сакам ова да ти кажам да се обрати не само во мојата во било која адвокатска канцеларија, тоа сегаш го зборам, меѓутоа и ова би ти го кажал, се бара тоа да се докаже, затоа што не сакам од друга страна да бидам злоупотребен. И еднаш имаше реакција на социјални мрежи и улета со коментар, можеби го знаеш, редок вака свештено лице, бидејќи ја не сум верник, со кој што си имам вака почит, тоа отец Оливер од Свети Спас од Драчево. И он баш коментираше, вика, ја ќе ви кажам, извинете, ние секогаш кога одиме у помош, прво праќаме волонтери да видиме има секакви луѓе кои што злоупотребуваат. Но сум сакал да бранам пар луѓе кои што не сум стигнал да ги бранам, например тоа беше Алан Белабаковски, затоа што таму немаше кривично дело и тој предмет освен политичкиот притисок кој беше од старт очигледен со си излета таму министерот за внатрешни Спасовски да каже дека МВР ќе барало притвор, МВР нема никакви ингеренции да бара притвор, но прави притисок со тоа и него му одредија притвор па му го укина за 2 дена по жалба. Ја баш го гледав сега на некоја емисија кај што кажува дека кога влегол у келија, овие мислеле дека пренк некој им прават, дека нешто ламба влагал у келијава. Тоа ми било предизвик зашто таму немаше кривично дело и тоа беше прекршно. Таму отидоа со одлука да се признае кривично дело. Тоа е нивна одлука, јас ќе ја почитувам на одбраната и тоа се мои колеги веројатно се договориле со него и уште пар такви случаи. Исто така случај што сакав да го застапам, меѓутоа за среќа заврши добро, беше Пале од Велес, која што
беше малтретирана со години и која што во самоодбрана и тука се работи за погрешна Во самоодбрана го уби својот партнер кој што партнер. со години ја малтретираше и тепаше, кој што беше суден за напад на незината сестра која што не сакала делот од куќата да го препише и така натаму и во состојба на тој врз неј за 100 и кусур кила ја дави, таа се дочепува до нож и го боде и основна обвинител со Велес прави катастрофална проценка да покрене постапка за убиство. За среќа судија Габриела Гајдова е судииште од основниот суд Велес и ја ослободи нормално. Сличен случај имаше кај нас, тоа не се ни почитува, само види, дом е светиња. Во Америка некој ти влезе дома, ќе го избушиш и нема да ни до обвинителство да дојдеш. И сличен случај имаше кога со мачета влезе зет, еден човек си го испука зетот затоа што истиот ја искрши вратата и имаше мачета у рака со претходно со малтретирање на ќерката, со закани, со 500 пати пријави. Се спостава прашањето кога вие имате тогаш право на нужна одбрана како што законот ја дефинира, од која ќе ве избоде со мачетата и таму дигна обвинение. За среќа судот исто така беше совесен. Меѓутоа, например, ќе ти кажам и попозитивен пример, една обвинителска легенда, ќе спомнам затоа што е пред пензија, се вика Расим Дреца, комунист. Се љути кога му кажуваме комуњар, затоа што комунист беше и остана. Беше капетан прва класа у ЈНА и кога се тоа распадна си да оставка. Он го водеше предметот кога имаше двојно. Што е битно кој е? Него како го вработи? Човекот е тоа што царот. го работи? Човекот е цар. Не, јас си го почитувам, затоа Се си го кажувам јасно. така. Он беше обвинител на предметот каде што куќен пријател на моите и со дел едно време бевме колеги со ќерка му. Значи што имаше менувачницата на што проба да го плячката во титекне кисела вода на чешма. Да. И он ги испука двајцата Така. и поднесе. Добро, полицијата нема право да одлучи, мора да обвинител поднесе, они пријава за двојно убиство, што патем носи 10 години до доживотна. Обвинителот после завршење на постапката си ја отфрли нормално пријавата, не се ни жалеше на тоа и тоа тука заврши, затоа што ја сигурно би го ослободил на суд, меѓутоа знаеш самиот стрес да треба да оди на судови, па може повеќе од веројатно и у притвор да седи се мощен стресни. Спомнуваш интересни случаи, Да. веќе кога збориш и вака ги анализираш и твоите размислувања се интересни, а многу си брз и концизен, па еве и мене не забедуваш дека ќе да ќе прашам ништо. Ова што се случи масакрот во Белград со 13 годишното момче. Што ние разбираме или што не разбираме? Не разбираме дека светот се менува на полошо, да е пропаст тоа на системот и на вредности на системот, затоа што ја например тоа ќе тргнам од себе, не се јас изземам да сум јас нешто посебно предобар човек, подобар од повеќето нели просечни родители во Македонија, значи на мои години, на мои 12-13 години било незамисливо јас да му помислам да му вратам на татко ми, а не да му вратам и да се карам со него на начин на кој што тоа го прави. Ние тоа у моje мало си ние на постару мало не смеевме Апсолутно, да ама се станувало се. Тоа го прави например мојата ќерка, што се расправа со мене, мислам далеко тоа дека немаме љубов и почит, меѓутоа некако новиве генерации. Дали например ти знаеш дека јас сум бил у школа кај ќерка ми, они не стануваат кога ќе влезе наставник, што било добро утро кај нас. Да, што се сите знаело мора да се дека стане. цел клас мора да стане да го поздрави Знаеш наставникот. кај го има? Мајка ми имаше И убави мајка ми, навики. Овакво издаваше собите пред да почине. И имаше две соби беа македонци, две со албанци. И помагав, бидејќи беше пред умирање, и помагав да отиде Кирија да собере. Кога ќе влезеше кај албанците, Се станува, да. Сите станува, ама по автоматизам. Види. Кај нас лежи, што се 20 години, сега ти кажам, за жал тој Тоа е интересно, апсолутно, тој како кај нив се појава. изгуби. И Тој тоа кај кај нив нив се се изгуби за губи, жал, да. затоа што сега ти кажам, ние 20 години мајка ми имаше канцеларија во Каква врска има со срцето на чаршија. вакво убиство, со вакво нешто? Ова е специфично. Ова ти е И четам дете кое се- што е испуштено од раце, по моје мислење, во смисла на тоа на него не му е еве ти пари и тоа, не му е обрнувано воопшто внимание. Му се поставувани превисоки очекувања од искомплексирани родители. Са си дозволувам да давам вака на прва Не, добро, моје не, наше не размислување. шпекулираме. Сепак да, баш ете да е во домен на шпекулација. Не е само, знаеш, и трката по време, по пари, по кариери, кај нас го сведе тоа на Ама детето, нати Еве таблетот. си се сретнал со Нати убици, си се таблетот, вретнал со толку социопати. млад, Ова, толку млад на 13 години и онда проверува, зашто види он го прави масакрот на еден месец Што пред да да наполни. проверува? Не се Ја сега ти кажам, масакрот он го прави еден месец пред да наполни 14 години. Му извадија од мобилниот или од компјутерот, му ја вратија историјата дека он проверувал на колку години е кривично одговорен, затоа што во Србија исто како и во Македонија до 14 години буквално ваква глупост ако направите нема да одговарате
Значи методичен. Кривично, значи прати он колку е промислен и идиотизмот на социјалните мрежи си го направи своето. Јас и дозволив на ќерка ми после долго молење кога наполни 13 години, бидејќи тоа е долната граница да направи Инстаграм, мојата супруга ден денеска ме прекорува заради тоа и во право е затоа што Малиов кога на прво испрашување он тоа прашувал, ме зборат ли по социјални мрежи, главен ли сум таму, мислам тој дебилизам, да живеат еден паралелен свет и да не се социализираат на еден убав начин како што ние сме социализирали. Ја не сум видел деца да играат джамли 20 години наназад. Кој што ние сме играле Ама джамли. поминало, сега PlayStation игра. Јанаки. Аби ние сме играли Nintendo, не е дека немало тоа. Дозволи како постар родител, кој 3 ги крена, фала Богу колку толку, да ти кажам една работа. Не е проблем дали ќе отвори Инстаграм. Дали ќе биде искрен со тебе да знаеш цело време што ја таа лекција научив од сопругата. Она таа лекција. Се што ќе побара дај му, затоа што ако не му даеш, ќе го направи позади грб. Стои тоа. Сега, најдобро е ако веќе го направи, да биде искрен, да го споделува со тебе. Апсолутно. Така што ќерка ми експериментира со сексуалноста со Инстаграм, со стотици илјади прегледи на сликите, другите не ги заинтересира, ја имаа слободата, баш изгледа затоа што имаа целата слобода, а од мене фер однос, сакаш ова нема проблем и така натаму, некако им досади и се тргна. Мислам дека идејата е во личниот однос, да остане пријател со тебе. А му забраниш, а ова, тоа ќе прави. Но, ме интересира едно друго како адвокат. Си сретнал убици. Најверојатно дека си сретнал луѓе кои се ментално, не знам дали е тоа како вие го одредувате правно. Со отстапки во развој. Социопатот, човек кој не чувствува ни каење, дека направил убиство, да. мртов ладен го направил, исто како Мали. Дали тоа се третира како болест, како трајна оваква, или е нешто што, или па еве, и ваква методичност кога има, и ова не е нормално. Ако некој човек е дефиниран од психијатар што ќе проверува како психопат или како социопат, тоа не намалува неговата кривична одговорност. Така е. Затоа за да се намали неговата кривична одговорност, тој треба да биде со битно намалена пресметливост. Значи гледај, сака нас многу пати тоа сме го видел на многу аматерски начин, за жал. На овој и покри сите планови. Он нема 14 години, џабе преме муабет. Не, он уште очекува дека ќе излезе од затвор. Он ќе излезе од психијатрска болница, тоа да го знаеш. Значи он ќе излезе. Што ќе биде, ека ме интересира. Што ќе биде, тоа е многу, вака не сум експерт Добро да шпекулираме, ете молам. ама да шпекулирам, што може да биде. Прво некој ќе го утепа тој од се вака најлошо од родителиве што се зацрнети, утепа 13 деца, значи тоа не е мала работа, дори еден возрастен човек. И некој ќе му пресуди, знаеш, некои луѓе не може да се помират со тоа, правно, секој различно. што ќе биде со него? Ништо нема да биде, ќе биде у психијатриска болница на евалуација, не сноси до 14 години никаква кривична одговорност. Колку вака може по законите кога ќе му заврши евалуацијата и кога ќе заврши постапката, истиот ќе биде пуштен на слобода, затоа што може максимум да трае ќе одговараат 2 години преку сила, затоа што ќе одговараат неговите родители за запуштање, кај нас е идентичното кривично дело, се вика запуштање и малтретирање дете, односно ќе се смета дека должниот надзор за таткото мислам дека ги го носел и по стрелишта и не ги заклучувал пиштолите, и тоа ќе му се земе за зло. Меѓутоа деца никој нема ги врати, се иде ги обесиме луѓе. Не треба да ми објаснуваш дека децава, него постои реална опасност дека ваква личност која ќе излезе ќе го повтори делото. Апсолутно, види. Како што велат за педофилот, тој е социопат кој нема чувство дека прави нешто лошо на детето. И он кој ќе излезе, мене психолог ми го кажал овде во емисија, покојна нема, не се лечи тоа. Не се лечи, вика, он ќе го повтори делото. Така и со ова. Што законот предвидува за вакви работи кога е крајно основано дека преопасно е да се пушти ваква личност на слобода. Па ќе ти повторам, нема 14 години, не подложи на кривичен прогон и на мерки. И тоа го прави делото што го направил до толку пострашно. Бидејќи ја например со колегата Туфекџи се видовме во Значи он се ова го има предвидено, да нема 14 години, значи еден ден да нема 14 години свечаби и некоја се видовме со Туфке, мислам така вака мој прекарот, со колегата Туфекџи, кој што патем мислам дека и Србин по потекло, он ми вика, неќе вика ќе видиш и се деси тоа, уште 2-3 еве сега боден имаше, ќе видиш вика уште колку ќе излезат, ти ќе видиш, ја не сум битен, сега ќе видите вие, деца не размислува на последици или му е гајле за тоа,
и вади или ќе најде пиштол нож и прави вакви циркузи. Меѓутоа би сакал да ти кажам една минута за ова за дијагнозиве што ги изборевме многу. Како е во светот за овие работи? Види, сегде зависи. У Америка, например, најмладиот човек кој што е осуден на доживотна казна има 12 години. И тоа за мене не е правилно, затоа што кај нив, например, судат деца. Носи одлука судот дека може да му се суди како возрасен и на 16, 15, 14 години, на 12 години може да издаде доживотна казна затвор. Во Македонија, например, не може ни затвор да види ако нема 16 години, а и тогаш од 16 до 18 години само во екстремни случаеви се решаваат судиите за малолетници. Инаку јам за затвор, инаку јас со пар судии за малолетници баш сега зборевме вака на со една прекрасна судија, еден прекрасен судија, судика ми кажа, не знаеш вика, ова нема да заврши нарно, не знаеш колку има повеќе дела, колку се побудали децава, колку се похрабри и дрски во вршење на кривичните дела. Мојот колега Драган Пешевски, например, го работеше предметот, каде што... А полицаец денеска не смее шамар да удри? Каде што на 16 години... Каде што на 16 години, ако ти текне оној предметот на што ме гледаш, две албанчиња беа, 16 годишни, на разминување, ни се познаваат, што ме гледаш, не ме гледаш, Кај рекорд, што го избодаш со нож? И го боде, мислам. Така? Кажи ми што ме гледаш, дали вреди за со никој да се степаш или искараш, а не камоли да му одземеш животот. Само би сакал ова за една минута ти го објаснам. И што бизна со нив? Му дадоа 9 години затвор. Го судеше исто така албанка, тоа не е битно вака да гледаш формално, ама кај нас па се е битно и се е на етнички план. Меѓутоа женава што го судеше сега е во апелација, му дае 9 години од максимални 10 колку што може да добие и така треба, затоа што тоа што го направи беше толку дрско и безобразно и толку непотребно, да она му даде речиси максималната казна која што може да добие на затоа што е свесна дека направила и врз албанската на тие години. Ма нема тоа врска да направи таква глупост, па дете од 16 години за глупости за што ме гледаш. И сега само да ти кажам за дијагнозија, многу од луѓето. Или за точакот во Ѓорче Петров? Многу глупости исто. Многу од луѓето 14 добито или 16. Многу од луѓето лаички сметаат, ја имам дијагноза или сум анксиозен или не знам што. А дел од колегиве за жал и аматерски настапуваат и ги даваат тие на суд и мислат дека тоа нешто значи. Значи вака се меѓународна класификација на болести 10-то реиздание, тоа ти е 10-ти пат се ревидирана, например порано или хомосексуалноста беше дисордер, па со тие ревизии се трга. Например, не знам дали знаеш, ова нема да се допадне на еден дел од публиката, која што може би прелиберална, дека ден денеска, тоа го посочи доктор Нико Беќаровски, вика нема зашто да се лутите, вика, затоа што ден денеска трансджендерот е поисти од меѓународна класификација на болести, се смета за дисордер. И меѓутоа не секој дисордер влијае на вашата не секоја дијагноза влијае на вашата пресметливост. Например, анксиозност не влијае на вашата пресметливост. Не знам, депресија не влијае на вашата пресметливост, меѓутоа затоа влијае деменција, затоа влијае шизофренија, параноидна шизофренија и така натаму. И доаѓате до степен да сте или пресметлив или сте со битно намалена пресметливост, каде што сте повторно кривично одговорен на тоа ќе ви се смета за сериозно олеснита околност, до степен да имате некоја, да речеме, дијагноза која што вас ве прави непресметлив, односно да не ги разбирате последиците од вашите постапки или народски кажано да не разликувате добро од лошо. Ова е дебата, правото, моралот и етиката силно се преплетуваат и силно се расплетуваат и тоа е вечна дебата од Јустинијан наваму, каде што тие варијации и секогаш било, гледам на западот, кога ќе се направи една отстапка и ќе влезе во судски процес, таа станува па правило и таа на некој начин го изменува кога ќе дојде, нели законот вика така, но се случува преседан, се суди по преседан. Кај нас не се суди по преседан, меѓутоа знаеш, нема такво нешто. Гледај се, на покана на мојот многу сакан професор, беше асистент, ја кога бев студент, меѓутоа човекот е шампион, професор доктор Александар Стојков, кој што мене ми предаваше економија на право и ме покани, вика, студентите бараат, сакаат за предавање. Бев таму крај на минатата или почетокот на оваа година, состојбата со Јустинијан е тажна, значи јас бидејќи јас кога студирав, тоа беше врв улица на факултетот, како да ти објаснам. Во последниве 4 години помалку од 600 студенти на сите смерови се имаат запишано, ако за илустрација ќе ти кажам дека во мојата генерација само се запишаа 1500, од што 950 бевме на правни студии. Сега има неколку и сообвинители, суди, адвокати, сите се добри, пошто припаѓав на стварно златна генерација кога Јустинијан беше онака уполнек. И мене едно девојче ми
кажа, беа доста пасивни студенти што никош не ми се допаѓа, викам да и мислете со своја глава, што викам, што ви е професионалната цел во животот. Едно девојче дига рака ми вика да бидам праведна како вас. Второ викам што е правда и се ки ме гледа. Зашто гледај сега, еве јас сум на едната страна, ти си на другата страна, судијата е као независна страна. Јас сметам дека јас сум во право, ти сметаш дека ти си во право и сега кој е повеќе во право. Така да и тоа се многу вака растегливи поими. Има една дрска и безобразна. Имаш ли право да одбиеш клиент? Еден адвокат, да, имам сега ти кажам, еден адвокат амерички имаше доста дрзок став и ти вика your job in the courtroom is to win. Justice, that's God's business. Така да, што е правда е веќе, знаеш кога бев млад, бев многу Кидате ли понаивен. урејат адвокатите? Бев млад, ја не верувам во оваква атеизм, се шегувам. али веројатно некој од нас и ќе заврши во дали имам право да одбијам клиент. Имам должност да одбијам клиент ако околностите на случајот ми укажуваат на тоа дека нема никакви изгледи да предметот се добие. Сега тоа повеќе важи за граѓански предмети. Ако знаеш дека е убица, треба да докажеш спротивното? Не, затоа што секој Ако има ти право. се исповеда? Затоа што секој има право на одбрана. Последниот обид за убиство што го работев, најотворено ми кажа дека го испукал и дека сакал да го дуби, ама се укочил пиштолот, као не е дека Дали ти смееш тоа да го пречутиш и во негов интерес сум да го... должен да го прекјутам. Сум должен да го прекјутам, се што ми кажува Не ти, адвокатот. зборам. Адвокатот е Не должен да зборим го во твое прекјути име. и сето тоа што под страф од кривичен прогон е должен да го премолчи, затоа што е тоа доверлив однос и не можам ни да сведочам на суд, ниту да се бара од мене да кажам што ми е Но кажано мораш во да го доверба. дадеш најдоброто од тебе, да го одбраниш и да докажеш дека е невин. Апсолутно, сега имав, ти кажувам таков доста језив случај со пукање, кој што заврши релативно успешно, ако се смета дека е... Ако успееш да добиеш таков случај, у твоја корист и се ослободи, како се чувствуваш ти? Дека си успел убиец да... Не ти, генерално збореме. Супер ти ја разбирам поентата, види као се осегаш. Гледај се, јас сум малце глуп, затоа што имам емпатија. Тоа е бар добро, пошто не сум психопат, веројатно, и се врзувам за предметиве. Значи, треба мене да не ми е гајле, еве сега имаме едно дете, кој што од притвор не може да го извадиме, кој што вака теоретски од многу гаден предмет, се работи за предметот во Велес, со девојчето кое што е наводно општено со неј заедно некои 5-16 години. Од самиот старт ја убедував обвинителката дека мојот клиент со тоа нема врска, и му ја тргна гадната преквалификација која што ќе му донесеше двоцифрена казна затвор, меѓутоа остана со некоја преквалификација, со некое дело полесно колку да некое дело колку да континуирано да го држи во притвор. И сега као да ти кажам, мене треба ми е гајле, мене треба да не ми е гајле, и сега не излегол, што да правиме. Меѓутоа веќе 4 месеци во притвор, ја во петок ќе пуштам барање за замена со полесна мерка притвор. За жал многу наглувово не идуваме. Мене ме убедуваше. Колку е максимално законски? Мене ме убедуваше председателот на совет дека вака многу окей жена, меѓутоа мене ме убедуваше дека не биле обвинителите привилегирани, тоа па не извика мене на семинари па ми зборат обратно дека вас ве привилегирам. Се стварно женава е покоректна, пошто е малци и помлада. Меѓутоа степенот на привилегираност на обвинителите, тоа јавно ќе го кажам, во Македонија е срамен, значи е срамен. Што значи тоа срамен? Ако си видел едно решение за притвор, си ги видел сите. Значи се користи буквално се копи пестира. Мене едно време ме зафркава еден многу сакан судија, меѓутоа мене ме зафркаваше, чекај вика, ние тоа ти што ги збориш овие што се повикуваш на Европски суд, си ги имаме запишано, вика, чекај сега ги од Word ќе ги извадиме, вика, и ќе ти ги ќе ги препишеме као за да не губиме време. Ме праша колку може максимално да се лежи во притвор, доколку е дело кое што ќе носи над 10 години затвор, во тој случај вкупно можете 30 месеци да бидете во притвор, 6 месеци до обвинение, чинам беше и 2 години после покренато обвинение, што Пак не ми е јасно. предолго. Колку е законски притвор? 30 месеци максимум може да трае еден притвор, воглавном за тоа време ретко кој лежал 30 месеци притвор, има неколку случаи, овие што беа со убиство во Ореше, доста лежа од 27 април, лежа некои 18-20 месеци, што е блиску до максимумот, затоа што за мене е тоа и предолго, затоа што една постапка за 2,5 години треба да заврши, бидејќи сте вие во притвор. Интересно. Притвор е инаку третман на 23 сата во соба.
имате 40 минути да се прошетате, 15 минути може да се истуширате. Што е построго од што затворска казна. Да, затоа што во затвор пак имате право на привилегии, со добро однесување, ќе ви следи, не знам, и телевизор, ќе имате право на повеќе шетње. Например, ако прогресирате со тек на време до отворено оделение, во тој случај ќе бидете во затворската соба само за спиење. Значи во отвореното оделение во шутки во дворот ви е достапен и така натаму и така натаму. И е значително притворот кај нас, еве конкретниот предмет ние очекувавме јас очекував од обвинителката да биде совесна и да бара да се укине притворот, види тоа да бара, судот одлучува, меѓутоа кај нас тоа ти е малте не едно те исто, ја дури и кажував дека треба да им се дај решенијата сами да се ги пишуваат, ако е дај на и све се прифаќа, ја очекував да самата биде совесна и да предложи да се замени со полесна мерка во услови кога истрагата е завршена и собрани се. Меѓутоа џабе вергламе како да ти кажам. Не вергламе, ништо не е џабе. Дали притворот се користи како казна? Притворот се користи како казна и во овој случај, во многу случаи се користи за да се изнуди признание на вина. Значи за да се изнуди признание на вина. Дали може да се определи дека е тоа повеќе во политички одошто криминални случаи? Се користел кај нас политички притвор имало повеќе, значи десетина на број минимум што може на прво да може би најпознати два примери се Љубе Бошковски и Милејана Киевски. Милејана Киевски сам Извини, да не за се Милејана Киевски имам посебно прашање. Значи да не се смееме, меѓутоа ја не знам човек што поминал толку долго значи кога притвор затоа што кај него нешто не е добро во држава, зашто имаше. Чекај, дај да го одвојам делов. Значи твојата објава беше многу јасна, прецизна и мислам бодеше просто. Знаеме дека има некаков проблем, 30 дена притвор. Мили у затвор. Тоа е веќе фолклор станато. Со него и психички малку се живува. Значи, твојата изјава беше не може истрага да трае 7 години. Образложи го тоа. Тоа беше за случајот Феникс, затоа што види, прво тоа кога дав таа изјава, затоа што мене ми реагираше еден новинар на тоа дека не било истрага, било предистрага, што е дабетер, затоа што исто тоа ни е друга болка на нас бранителите, затоа што ја не успеав да ја проследам пресконференцијата на колегата Љапе, или Лапе, се извинувам, Љубен Лапе. Не знам како му беше точно името, да не го погрешам колегата, не го познавам. Меѓутоа, предметот е отворен од пред 7 години. Прво, законски има предвидено дека за предмети дури од организиран криминал може година дена најмногу да трае една истрага, што значи дека се пречекорени сите рокови. Ми реагираше еден новинар, вели Јанаки не е, вика пред истрага било, сега се отвара истрагата. Ја викам тоа е дабетер, затоа што 3 месеци е рокот колку може они да вршат извиди и после тоа да поднесуваат пријави или да отвараат истраги. Кај нас у принцип е проблем затоа што во приговори на обвинителен акт ние сме приговарале многу често дека сите докази што се после таа година прибрани се прибрани на незаконит начин мимо роковите. Судот, како што тоа често бидува, бидејќи тоа за жал и тоа ми е многу, не сакам никого да напаѓам или дека тие луѓе ќе ми замерат или може утре ќе ми се светат, меѓутоа факт е дека нашите кривични судови, особено оние во внатрешноста, се повеќе се однесуваат како да се подружници на јавното обвинителство и баш се менуваат и ова што го збораме е еклатантен пример за тоа, затоа што они се состав дека не се тоа апсолутни рокови, тоа што се поставува прашањето па што ги пишува у закон, избришете ги од закон, пишете истрагата може да трае колку сака обвинителот и тоа е тоа. Прати, во подредена положба не можеш да го повикаш на одговорност ако го прекрши законот за истрагата? Еве ти вика судот дека тоа не биле апсолутни рокови, па какви рокови се за фрканција, значи во многу погрешен правец вие не сме во подредена состојба затоа што ти си човек индивидуа, кој што може би има пари, може би не, за да дава одбрана. Од друга страна обвинителот има државата и буџетот позади него и има ресурси да тера постапка колку сака. Чисто пример ќе ти дам, Змиско око со Патариниве од 2007 трае. Тоа се 16 години и една жена од обвинетите убаво викаше, они чекаат ние да исподцркаме за да не бараме оштети. 6 пати го враќа, тоа е по стариот закон, можеш и по повеќе пати да се враќа, сега може само еднаш да се врати, вториот пат мора да се одлучи. 6 пати го враќа на повторно судење, 6 пати ги ослободуваат апелација, 6 пати пак ги враќа и жената е со право, вика они чекаат ние да исподцркаме, од пола веќе вработени на Патарини што беа апсени. Таму беше тоа не спектакуларен. Кои се тие што чекаат да исподцркаат?
вработените. веројатно судско-обвинителски авторитети, затоа што е проблем, затоа што е тоа многу обемен и долг предмет кој што има генерирано милион евра трошоци. И сега ние тие трошоци некој ден некој ќе треба ги плати, ама ако испоцркаат луѓе со тек на време. Чекај. Ама не ги плаќаат они од свој Ги буџет. плаќа државата, да, ама Ги гледај плаќа сега. државата. Добро, да, ама и Што тоа е тоа секогаш нив ги тангира проблем. ако е тоа вори според законот? Зошто? Мене ми тоа осудија не 5,5 години, срце ме боли. Види, сме кажувале, сега не вини се, нормално го браниш до смрт. Доискажиш се што почна, па Мене ми осудија човек на 5,5 години, значи се работи за човек кој што е жртва на спрегата обвинителство суд, се вика Рехан Исаев, кој што е бугарски државјанин од турско етничко потекло, за кој што јас никогаш нема да си простам, затоа што беше контактиран од двајца европратеници и сакаа да представуваат дека он под прогон само бидејќи е бугарин. Јас тоа го спречив затоа што верував дека има правда во држава, дека нема да се дозволи така. Значи, повеќе пати сум го говорил предметот, внесува кампер кој што подоцна една недела подоцна кој што го предава истиот ден на трето лице, една недела подоцна е користен за шверц на марихуана. Освен тоа што го внел камперот една недела подоцна, ништо не го врзуваше, значи ни на лице место ДНК, ни сведоци го посочуваат, за разлика од другите двајца за кои што имаше такво нешто. Го опалија 5,5 години во прв степен, во ред, ајде на тоа сме свикнати, бевме доста... Зашто? Што му е делото? Шверц на канабис. Колку канабис? 10 килограми. Беше како се жалев. Ја искрено да ти кажам, очекував да потврдат пресудата. Првиот пат апелација беше многу совесно, вика дека од доказите не произлегува и дека покрај тоа што алибито еве му го поништил, му го бутнал овој обвинителов, дека пак е товарот на докажување останува кај обвинителот за да го докаже. Се жалевме, вториот пат пак го опалија на 5,5 години на крајно несовесен начин. И се жалевме на апелација, јас бев убеден, една обвинителка ми велеше, анаќе не биди толку убеден. Втор пат 180 степени диаметрално спротивен став има и вика дека кога веќе сте давале алиби, тогаш товарот на докажување што е повреда например има Енхел, мислам дека што вика или Ейфел против Австрија, присуда кај што многу јасно стои дека товарот на докажување што е така, што е добро утро прво деление право, товарот на докажување секогаш на тој што обвинува, меѓутоа ние сме константно поставени во подредена состојба да ние докажуваме дека е невин, а не да е докажува како што мене председателкава на Совет сега ми збореше за детето за притвор, како вика ти ќе ме убедиш дека он нема да бега. Не треба јас да ве убедам дека он нема да бега, треба обвинителот да ве убеди дека има околности што укажуваат дека он ќе избега, така ли е, за да седи во притвор, а не јас да седам во притвор. Сега немам замерки за женава, ама толку лесно влегуваат у калап и во конформизам. И Рехан Исаев го потврдија, што го поставува прашањето зашто првиот пат не ја потврдија и да си одеше на издржување казна. Значи он помина, он го проби рокот од 2 години, он помина 24,5 месеци во притвор, моментално во Идризово, поднесовме до врховен кај што не сум оптимисти, том ќе излезе, мислам, страница порано ќе пуштат, меѓутоа јас апсолутно ќе одам у Страсбург, апсолутно ќе добиам таму повреда на правото на правично судење поради префрлање на товарот на докажување на обвинетиот, што е значи држи пресуда на Страсбург. Глупости и за жалом до тогаш ќе биде излезен, меѓутоа ја ти се колнам во починатиот родител дека ќе барам не одговорност ќе барам, не ќе барам одговорност. Тогаш ќе барам одговорност од сите што тоа го минува. И тука доаѓаме до тоа што ти го зборам, да тоа им е фрка после. 2 години било притвор, па после ќе тржи државата, мислиш од джеб ќе ги дава парите, па може ќе тужи државата. Човекот викаше бе дај ќе потпишам, ништо не тужам, значи како човек невин сум. За волја на вистината ја го убедував да признае кога бевме на прво рочиште. Зашто многу добро знам како се суди во Македонија. Човекот ми вика са тоа на бугарски, ја не знам да го изимитирам, вика немам врска со никакви треви, вика што да признавам, вика дали ме зафркаваш, вика ти мене. Зема друг адвокат кој што влезе на некој таму обиди да представува некој алиби кој што се покажа како лажно и меѓутоа не беше тоа поентата, потоа и мислам многу ми е болка тој предмет, зашто е прв човек за кој што сум 1000% сигурен у 14 години од илјадници предмети за кој што сум 1000% сигурен дека не е виновен. Се до тој предмет, тој обвинител што беше предметот, значи сум го сакал како човек. Покрај што сум го почитувал како обвинител, сум го сакал како човек и од тогаш навака ја и понатака го почитувам и немам лош збор за него. Меѓутоа љубов немам за него повеќе од сигурно да. Че имам долги планови, ќе има роман, ќе има филм, ќе има серија, ќе има многу работи. Со Огнен спремате? Со Огнен кој?
Јаневски, Не, Јаневски со те друг гледаме. Огнен спремаме. А, Тој е со друг Шапковски, викан психо, кој Огнен што Шапковски, добар режисерот на спотовите на повеќе Next Time. спотови на Next Time, Прилично така добро да. филмски работник. Да, филмски работник, така да со него ќе спремаме. Филмски ги прави, филмски Да, работи, у топ таа си е. смисла, добро. Се уште не може да ти ја потпишам? Не, на крај. На крај. Јанаки, она што ме интересираше во цела во оваа наша ситуација, ако се детектира распадот и нефункционалноста на државата и на општеството, почетокот и крајот се гледаат во правниот систем. Апсолютно. Дали се согласува? Дали ако таму дојде позитивната промена, сето тоа ќе се одлее кон се друго? Несомнено. Несомнено. Дали ако кај нас тргне работата правно, издржано, како што гледаме дека политичари, не знам, познати фаци, кои ако направат прекршок и тоа како им се суди на Запад, тоа го Затвор прави лежат. системот уште појак секој да го респектира, дека никој не е над системот. Кај Да нас не платиш данок у поли- САД да не платиш данок, прво ти даваат шанса, има таму нели модули. Абе за па, криминал Ал Капоне не можеа да го за да го данок. фатат, го фатија за данок. Така, да се живи здрав. Значи таму лежат, таму нема секој втор рапер има лежано за неплатен данок. Актери се не ги интересира. Несомнено дека колапсот на правниот систем и вербата во правната држава Е, кај нас. си го направи своето. Не од политичарите, туку од правниот систем заради кој е крив? Па тоа е Политичарите врза, или се? па двете страни се виновни плаше затоа што или се во еден правниот недозволен систем брак. од политичарите апсолутно. или виз верса? Апсолутно, не, vice versa нема воопшто, затоа што политичкиот систем смета дека го да се изразам вулгарно го пимпа, односно го подведува правниот систем, не да немаат страф, они го јаваат правниот систем, не јаваат сите нас. Врз основа на што? Како ги Врз основа на заплашуваат? два, еве сега ти кажам, врз основа на два Ти ја знам фамилијата, децата ќе ти најбат, не, што? судски совет на јавни обвинители. Прво, воглавном со секоја чест на искуството ја такви има, воглавном се полнатие со несоодветни кадри, значи собрани од улица, значи као да ти кажам, кога гледав заменик председателот како ја станува, он си вика сега вие нас не прислушкувате, измисто ја рекла казали, за дамева и ја менува. Прво тој е човек што никогаш не влегол у судница. Бил некој си партиски потршко и некој локален партиски активист, и сега вие таков човек кој ќе оставите во највисокото судско тело, нормално дека он пун себе арогантен и смета дека да ми извиниш, сите да му пушат. Сега такви луѓе воглавном се бараат, иако многу мангупски потеки, мене многу ми направи кејф судиеве, Радева и Герасимовски што го направи, едноставно им кажа ариве Дерчи има веројатно дно под кое што не може да се оди. Меѓутоа имаш еве ваква ситуација, ајде да дојдеме до крајот. Ти имаш ваква состојба, судски совет кој што во последна година не знам каков циркус не направија. Од циркус во циркус во циркус во циркус влегуваат. Од незаконска смена на председател. Јас за таа жена никогаш не сум кажал добар збор. Факт е дека беше партиски играч на СДСМ таму инсталирана. Тоа не го минува фактот дека за Дамела. Меѓутоа тоа не го минува фактот дека прво да седи таму е срамота, затоа што Калајџиев професорот барем тоа го збореше дека они кога го правеле законот, они као експертиве што били инсистирале да само судии да може да се бираат, ама вика политичкиот фактор ги вметна да меќе овие предложени од собрание и така натаму, за да може да ги контролираат. И значи на тотално не е законски пропишан начин и во интервју човекот станува и вика да, точно, нема такво нешто пропишано, вика, ни во закон, ни во деловник, ама се што не е, вика, се што не е забрането е дозволено. Види, тоа ти е една правна максима која што се користи за генерална популација. Се што тебе не ти е забрането со закон, можеш да го правиш. Во постапки, во кривична постапка, во граѓанска постапка, во постапки пред јавни предпријатија, обратна правна максима, тој еден професор на Харвард убаво објаснил, вели обратна правна максима важи, се што не е дозволено е забрането. Значи како е пропишано, така тераме. Има пропис како се бира председател и тоа е тоа. Од циркус во циркус влага, од бирање. Еве сега имаш ти се бира судија, ќе се бираат на место на двајца членови. До вчера у ФИОКа го држат 6 месеци за разрешување. Постапка, одеднаш они викаат не важи, он не е основана преставката против него и се он ќе биде член на истиот тој судски совет. Имаше некомплетна документација, председателот на Основен суд Кавадарци, еден човек кој што е вака
као да ти објаснам, исклучително арогантен и со несоодветен однос према странки. Значи, за него има поплака од висшето јавно обвинителство за однос према обвинители, што е многу ретко, они у принцип се доживуваат како еден те ист, никому ништо. Ја утиња постапката, од што он нели многу стручен, ја утиња, не ја комплетира документацијата, утре дента дава поднесок, приговор со кој што од точка до точка како што е зборено, тоа го збореше Дамева денеска, од точка до точка он поднесува. Тоа значи дека некој му кажува што е зборено на таа затворена седница за да може он да си ја дополни. И сега ќе го земе местото, ќе видиш дека Лазар Нанев ќе го изместат, ќе го изберат наместо да изберат на шампионот жена и судика Антоанета Димовска од двојка. Ја за граѓанскиот суд сум многу емотивно врзан затоа што пораснав таму како адвокат, иако сум попознат како кривичар. Значи на шампионот жена една од најстручните судии во државава. Ќе видиш дека ќе истуркаат незоностана, бидејќи такви кадри не ти требаат. Судскиот совет трни го на страна. Ти имаш состојба да на овој кога го судеа Маријан Доказ на јавна седница на апелација, да станува и вика, јас барам иземање затоа што висшиот јавен обвинител што карши мене ми нарушуваше текстови, вика, да пишем ја против шефот него. И сега знаеш како, мислам дека се поднесува таму дисциплински преставки за еден или двајца обвинители, мислам дека и жена обвинител имаше таму, и кривични пријави и републичко јавно обвинителство, значи со месеци тоа го молчи. И се ти замисли работната атмосфера во висше јавно обвинителство Скопје, да ти имаш, види, републичко тоа треба за месец дена да го реши. Имало или немало нарачки од такви подземни акти, затоа што ако, види, ја оставам, не ти викам дека тоа точно што го збори, затоа што може и го користи како тактика, чисто за да ги руга и за да ги збуни, за да ги скара меѓу себе. И тоа држи може да е. Меѓутоа затоа тука треба републичко јавно обвинителство да настапи и да расчисти. Има, нема бе, што ќе му ги телефоните, видите кој му нарачувале, кој му давал пари или не му давал пари, затоа што ако има, се разрешуваат се апсати еден двајца обвинители машко и женско се. Ако нема, во тој случај нема, се извинувам и продолжуваме да работиме нормално, затоа што сега таму атмосферата ти можеш да замислиш каква е. Каква работна атмосфера ќе има ако се еве колегава тука снимателов, тебе те кодоши кај газдата, те или некој ти кажа дека кодоше, сите ме кодошат. Така да, и еве они кјутат на тоа, молчат на тоа републичко обвинителство, не презимаат ништо, мува не ги лажи. Зашто? Затоа што секој е нечив во Македонија. Како тогаш решение? Што е по тебе рецепт? Еве, кога би можел... Тоа ме праша Кристина Атовска, бев на трилинг, она име и другарка, вака приватно ми е пријателка, ме праша, па се, знаеш, еве, збориме сите, знаеме, не е квантна физика ова што го зборам, сите знаеме кај е проблемот и политичко влијание, све, каде е решението. За жал сум се по песимист дека има решение на долги стази, као млад бев многу по-наивен. Ја, например, кога почнав кривично да работам пред некои 10 години, као да ти кажам, кога ми доаѓале првиот предмети, јава сум ги читал обвиненија од две страни, викам, јава го бутам, млад, полетен, читаш, викам, јава го бутам за 5 минути. Тука кога почнеш да работиш, студира реалноста у глава и ти сваќаш дека Македонија, например, има све манипулација 98,7% осудителни пресуди што нема у Северна Кореја. Ја имав сега труд, ми излезе труд за правна статија, не е тоа класичен труд, за правен диалог се вика, онлайн магазин на Институтот за човекови права. Каде што за потребите на таа правна статија имав од Основниот кривичен суд прибавив по јавна информација колку се определуваат притвори, колку предложите притвори се прифаќаат. Знаеш колку е процентот? На прифаќање на ограничување на слободата, значи зборуваме за притвор и за куќен притвор, 98,5% е пролазноста на притвори во Македонија. Такво нешто, еве ја ќе ти направам компарација, во Америка од држава... Тоа е карт бланш, тоа е бланко чек. Тоа е тоа. Апси, тоа е тоа. Значи во Соединените американски држави, од некоја либерална држава како овако Флорида, 55% е пролазност на пресуди. Добро, сам фере да се каже и дека на обвиненија, фере да се каже дека таму и вонсудски многу се решаваат, односно пак ќе попушти обвинителот, ќе намали казна и многу во таа фаза ги решаваат кај нас, тоа никогаш не заживеа во пол некако што требаше да заживее и да се растерети самиот суд. Што е добро за самиот систем. Секако до Тексас како најконзервативна држава. Тексас ти е малтене клерикална држава. Да. Значи, таму се вооружени се до зуби и после Кина, Иран, Тексас е држава што екзекутира најмногу луѓе држава. Смртна казна таму многу често се дава.
Во Тексас е 70% пролазност на обвиненијата. Значи во најконзервативната држава во А САД, ние 90, ние сме преку 98,5%. 2012-2013, сега пак е околу притворов и пак е малце полаво, морам да бидам искрен и да дам пофула, и тоа се должи на личен придонес на судии на претходна постапка, како Даниела Димовска, сега редовен судија, Сандра Крстич, која жена инспирација, уште е судија на претходна постапка, ја зезам дека место Ќосето од Незет распоменик да стават пред судот, како Васил Динковски, кој што е пред пензија и на стари години вака се мислам прифати дека не може баш се да дадете призор, како Весна Димишкова, значи нив личен допринос да падне процентот на притвори, затоа што во 2012, 13, 14, 3 години за ред 100% беше прифаќан притворот. Ова ти го кажам на истражување сум го гледал, не Ова ти е тоталитарна држава. Не го зборам на памет, мислам како да ти објаснам. И сега се љутат, ја например 95%, иако можеби тоа така не изгледа во судница, 95% од обвинителите многу ги сакам, особено од Скопското јавно обвинителство, зашто знам колку работат, знам во какви услови работат и знам кој е обемот на работа во тоа обвинителство, тоа е хорор. И сега они се лутат, јас со една колешка имавме една така доста жестока дискусија, што не кажеш колку отфрламе кривични пријави. Велам да, кажи ми од МВР колку кривични пријави сте отфрлили. Да, сум дошол, јас сакам Јанко да го пријавам дека криво ме гледа. Таа нормално дека ќе биде отфрлена кривична пријава, и некои се отфрлаат едно 30% од кривичните пријави сигурни. Ама да земеме да провериме од МВР кривичните пријави колку се отфрлаат, тука пак ќе доеме до некои 99%. Дали сметаш дека ќе имаме специјално јавно обвинителство кога ќе дојде смена на оваа гарнитура на власт, која веќе 5 години многумина сметат и повеќе сметаат дека аздисани се веќе во самобендисеноста и дека се не untouchables. Тоа е нормален тек на настаните, затоа што и тоа исто така пак ја споминам цело време, Јадранка тоа го збореше, вика кај нас вика очигледно треба на 4 години да ги менјаме, пошто втор мандат они забегуваат. Сите забегуваат. Еве земи ти со Бранко во 90-тите. Пак прво нешто војна инфлација. А најарогантното владење на СДС е 94 до 98 година. Кога излезе во парламентот, тука да знаеш, добри, тоа сами ги остави. Така е. Многу катастрофална грешка. Така е, нема збор. За сите пари. Не се искача од земи ги парламент. ти 2006 до 2008 можеби економски најдобри години во Македонија. Првите 2 години владење на Грудов. Они избегаа 2013, 14, после 2011 избегаа со од власт, од МОК. Истото се случува и сега. Првите 2 години ние нешто као да го слушаме народот. Сега тие да имате позиција да човек кој што е октруиран на таа позиција, значи премиерот кој што никогаш не бил биран, никој не го гласал, еден беден начин да се однесува, мислам, стварно е срамота, му поставува прашање медиум кој што го личи да му постави. И само се вие од кој медиум сте, па нели бевте вие на таа пресконференција да слушнете, значи си должен и 100 пати да ти го постави истото прашање, да ќе кажеш. Кажи го истиот одговор, па многу нормално, значи тотално се нема сенс и се забегува од власт. Дали ти ќе бидеш лидер на тоа СЈО? Не, види, за да се нафатиш на таква работа, прво треба да си го вложам сиот свој авторитет кој што 14 години грижливо го градам, а знам дека никој не би ми дал одврзани раце, бидејќи кога ми се дадат одврзани раце да работам, дека многу луѓе ќе бидат за решетки во Македонија како што треба да бидат. Па нели треба нешто да го направиме тоа како што во Италија го направија во борбата против. Во Италија со живот платија, тоа ќе те потсетам. Да, ама со живот платија, ама тој живот донесе трајна промена. Треба да си подготвен да живееш во малтене во затвор. Малта не треба да живееш во затвор, затоа што ја например и ден денеска мафијата таму многу моќна и јас сега гледав има специјален просекутор кој што малта не живее во затвор, значи живее константно со 10 души полициска придружба, жена му и децата. Да не збориме за Мексико. Жена му и децата се вон Италија. Значи правдата е илузија и да се надеваме на најдобро. Не стигнав да се доискажам до каде е решението. Си извинувам, ја многу зборам, па немаме време, да. Единственото решение кое што го гледам е во така наречените мои генерации. Јас мојата генерација се нарекувам златна и сум многу пристрасен према обвинителите и судиите. Например, веруваш во еволуција? Сега ќе ти кажам, во кривичен суд има две судики кои што се од моја генерација, има обвинителки 2 или 3 кои што се моја генерација и во граѓанскиот суд има 3 судики кои што се моја генерација. До сега не сум видел од нив нешто што би ме алармирало. Иако се сега сите се релативно веројатно и релативно тазе, тоа сакам да кажам.
и сум многу пристрасен према обвинители или судии кои што се од мојата генерација, бидејќи ето така ние многу се дружевме на факултет и така натаму. И сакам да верувам дека преку едно 4-5 генерации на изфилтрирање и на пресекување на таа папочна врска меѓу политиката и правото, дека би можеле да мрднеме напред. Види сега дека константно и не постои држава каде што политичко влијание воопшто нема, сега да не бидеме и илузија, да не бидеме и у делузија, Хантер Бајден го гледаме. да не бидеме и во делузија, меѓутоа овој степен на политичка контрола е срамен и го читав еден професор, доцент сега, мислам, беше демонстратор, бидејќи не е он многу постар од мене, јас кој Денис Прешова од правниот факултет, кој што вели, тоа го повторувам стално, дека политиката ќе се меша, се дека не плаќа скапа цена за тоа, се дека е политички исплативо, затоа што ти гледаш дека за разлика од например во апелација само да завршам став. Не, многу е добра поентата сега да ја кажеме. Кога ние народот не казнуваме кога ќе видиме такво нешто, Апсолутно. ние први треба. Најдобро е што ќе го казниш, нема да го гласат. Нека нас сакаме да бидеме на нивно место веројатно и тоа е лошото, меѓутоа во апелација, во не ги повисоките казнуваме политичарите, а политичарите добиваат сила, силата се пренесува во во справниот повисоките систем. судови и после е ние состојбата кукаме. уште Што сака? полоша, во повисоките судови е состојбата уште полоша затоа што ти тврдам дека во одлука на Барем на анкети да ги Не, допира анкети на дека санкција, на одлука на санкција, жалбите 99% се усвојуваат, додека 1%, 2% е пролазност, 5% максимум на одбраната, а гледаме дека за политичариве е обратна ситуација, кај нив па нема жалба што не им се усвојува, што доволно говори. Еве ќе ти кажам нешто јавно, го говорев повеќе време, уште сум во фаза. Еве го Али Ахмети побара Аплицирав. истрага. Тоа ти е, знаеш како седат и не дупат да ме извиниш на израз. Они седат, ја ти тврдам дека они Фала ти. седат, пушат цигари и се смеат, абе сега ќе им кажам, отворете истрага и Ова се смеат. беше Тоа да наслов на статусот на Јанаки, кога излезе веста Тоа да дека Али веруваш Ахмети дека бара не дупат. истрага Абе, не за дупат, еве, извини се за внукот публика. целосна. Тоа ти Твоето кажам. рече, Па, овие не не дупат. дупат, па така е. Они ја ти тврдам дека они седат и се се смеат, да и се смеат и вика види сега ќе кажеме ние истрага. Не ова сега да ти кажам, аплицирав, сега аплицирав пред некој ден кога беше дедлајнот, односно прошлата недела за на 2 години има УЕФА фудбал Law Academy. Еден сум од ретките што Значи, знае, ексклузива. ќе- Слушајте ја. Ќе има одлука, види, малце места се 25 се, не знам дали ќе влезам, се надевам дека ќе влезам. И се 25 места која што трае една година. Академија. Сакам да се бавам со фудбалско право затоа што за разлика од другите гранки на право каде што сум лимитиран на Македонија, таму можам бидејќи се цело фудбалско право се работи по швајцарско облигационо или право. УЕФА, меѓутоа можам да застапувам сегде за фудбалски спорови. Таму ако влезам, Јанко, тогаш вака ќе мафтам од авионче вака тука на ариведерчи на сите клатоглавци и на мои колеги, и на суди, и на оние што идат Што треба по да се партии навлезе, да бацуваат да се влезе таму? да бацуваат рака. Вака, се бара од она што се аплицира нормално CV, да имаш малку позадина. Предност ако си работел, зашто комуницирав со PR одговорниот, предност ако работиш во адвокатска компанија која што работи фудбалски спорови, меѓутоа кај нас пошто таквите се непостоечки не е хендикеп. Ние немаме. Еве ќе ти кажам, на цел Балкан има две канцеларии. Еден е хрват кој што Гази е главен и еден има бугар кој што например нашиве кои имаат спор одат кај Хрватов. Кој што вака доста познати и Гази. За човек како мене, кој што смешно луѓе мислат дека се зафркавам бидејќи сум адвокат плюс сум цинцар, ама за човек како мене кој што финансии не му се пошема исклучителен ментор, за адвокат е тоа најважно. А како човек што мене што финансии не му се основен предизвик, не можам да трпам веќе тука, како да ти објаснам, значи не можам пука да филмот. Ми пука филмот. Затоа што и се ова кога кажувам финансии не ми се предизвик Идеш со се да фамилија не или излезе, не останеш соди тука? нигде од тука ќе си работам. Ќе се академијата е вака, значи Фирмата ќе ти работи? фирмата ќе ми работи, ја имам топ екипа, златни девојчиња, меѓутоа академијата е следна. 5 сесии се прават во едната е онлайн и 4 се прават по 5 работни дена, кај што ќе се оди едната е во Истанбул, другата е во Пула, третата е во Венеција и четвртата е во Швајцарија во седиштето на ФИФА. Ќе се симулираат процеси? Се, значи се учи од легислатива до процеси, до корупција, до трансфер системи, до све. Со тоа ќе добиам сертификат и ариведерчи, значи ќе им мафтам од тука. Прво,
би сакал да порачам на сите што сакаат да бидат адвокати да си држат до образот, на сите млади што се, бидејќи ја гледам да ги, за разлика од работиме многу суетна професија и за жал, кај нас тоа на своја кожа сум го осетил и го осеќам секојдневно, многу колеги мои се пунат со завист. Ја секогаш сум се гледал во мојот двор, сум гледал мене да ми биде убаво, а ако мој на комшијата убаво, уште поубаво за мене. И им препорачувам на сите млади студенти да си гледаат за себе и пред се да се образоваат, затоа што ние кога се лиценциравме со Драган Пешевски во иста година и ист ден, и сега имавме еден за од денешен аспект несоодветен односно се препуцававме по социјални мрежи кој бил подобар адвокат. И еднаш покојната ми мајка вика, чекај бе, вика ми кажуваат луѓе, вика, седи, вика, ти вика, шо вика, или јас зборам дека ве сега пари ќе правиме адвокати сме, знаеш. Какви пари бе, вика, вие сте, вика, да ми извиниш на израз, мрсулукавци, вика, мочковци, вика, вчера лиценцирани, двајцата немате поима, вика. Ти, вика, мајка, треба да си се образуваш, константно да се наградуваш, а се уште работиме професија која што е соодветно платена и не е возможно да се ангажиран кога што сум ја ангажиран, а да нема пари. Значи, образование до крајот на животот во адвокатура, се друго само ќе се иде. Тоа би била порака за сите разлика измеѓу влаф и студенти цинцар? во право. Нема разлика, измеѓу влаф и цинцар и само неук влаф може да се навреди. Некои од властите го сметаат цинцар дека е дерогативен термин, ја не сум меѓу нив, затоа што зборот цинцар потекнува од зборот чинчи, односно од Петата римска легија, која што била на овие простори и се смета дека властите носат потекло од мешање на домородно население со римски легионери. Затоа и латинцизмот, односно јазикот латиницизиран, јазикот е на латински, азбуката е на латински и така натаму. Кажи ми, заедно со Пешевски вие бевте на случајот за ослободување во Страсбург ли беше или во Хаг за осудените за... Не, ние поднесовме иницијатива за предлог закон, која што за жал не помина. Зошто не помина? Зашто не помина? Зборевме, повтори. Не помина затоа што кај нас тие политика математика, а за жал СДСМ ја утна математиката, наместо да јава на бранот на незадоволството и да го амортизира со бидејќи незадоволството се знае кога се јави крсто, бетка, кога ги ослободија за да стискаат таму тоа копчињата за уставните измени на срамен начин. Значи крсто го извадија од притвор, вака го фатија од притвор, го однесоа оди класа и од притвор го однесоа од куќен притвор и го пуштија со тоа тие и после и Заев излага и ти кажа не се мешаме ние вика у судството. Не се мешаме у судството. Аларович или како и да се викаше, мислеа дека ќе заборави народот, ама не заборави. Абе какво заборавање? И Авирович или како и да се викаше она од социјалистичка партија, сини е под обвинение, не може теоретски да добие бидејќи висока казната 5 години минимум, не може теоретски да добие условна казна, му даваат 3 години затвор за да и прават притисок. Она иде гласа за уставни измени, меѓу време го менуваат законот да намалат на 4 години, кое што може за да се членот, за да се ублажи до 2 и да добие условно и види чудо, он добива условно на апелација, пошто не се мешале они у судството. Мислам, и такви работи мене ми се гади и не можам да ги трпам. Инаку, да сум глуп или да сум као онака дел од адвокат, прво седи штанца и си пари ми е гале, јас живеам убав живот, не сум милионер, ама немам ни финансиски проблеми какви што имаат. Страсбург сепак ќе го процесира Таму се направи аматерска грешка да не се исцрпија сите домицилни правни лекови што е услов за да се оди на Страсбург. Ја ти останувам на прогнозата на истото дека прво за притворот ќе биде проблем, како што е стално проблем за. Мислиш дека се меѓутоа правото на правично судење е повредено со маратонски и околу амнестијава што сме го збореле повеќе пати. Дали е Јанкуловска пуштена за што? За притисок, за уставни измени? Не, напротив да го е одвекнат. Не, тоа не важи, тоа веќе биднало. Види, некои се шпекулираа дека било за уставниве измени. Сега се смени и гарнитурата, дискутабилно е колкава е нивното влијание. За штетата. Не би рекол затоа што на тие луѓе не им ја гајле бидејќи не ги плаќаат тие пари од џеп, а да се регресираат од нив. Кој што ти кажував, плаќа државата и вика чекај да видиме кој судија, тој судија бил совет, ајде сега ние те тужиме тебе за да си ги вратиш пари, бидејќи еве Страсбург вика дека ти си направил повреда. Тоа кај нас еднаш да се случи, драстично ќе се сменат работите. Но убеден си дека да сум министер за правда, еве ме прашуваш, ќе биде процесирана во Страсбург кога тогаш? Ќе видиме, јас сум на мнение дека они ќе се држат на тоа дека не можел да повлече, меѓутоа ова сам да ти кажам, јас сум министер на правди и да сакаш стварно на вистина да смениш работи, тоа би било една драстична мерка. Океј, еве имаме повреда, на Јанко му бил определен притвор,
за определен притвор не се толку сензитивни, но за продолжување константно на притворот со копи-пейст решенија се многу сензитивни со Страсбург. Океј, продолжуваме притворот. Колку е оправдан? 2 месеца, 3 месеца завршила истрагата, толку. Он лежал 9 месеци, за 6 месеци ние се тебе ќе те тужиме, односно државата плати, не знам, 30.000 евра и ние се од вас судија ќе ги од кривичниот совет ќе ги бараме парите. Еднаш тоа да се случи, драстично ќе се сменат работите, меѓутоа кај нас не се случува затоа што министерот кој ќе дојде кај нас за правда гледа да ги контролира судиите, а не да го смени системот. Имаме ли ние честни адвокати и честни суди? Реторичко Како е не? прашање, секако дека имаме. Колку е надежта? Дали тој број се зголемува? Најголемиот број- Рече дека новите генерации се тие кои ти даваат надеж во такво Кои нешто. што треба да го носат? Дали тоа значи дека тоа пресекување нема да дојде нагло, туку ќе дојде еволутивно со тоа што се повеќе честни и доблесни адвокати и судии ќе има во системот. Ова честни кога кажеш ме потсеќа на кампањата на Дуи честни кадри, потоа што се зафркававме дека единствениот начин Дуи да избаци честни кадри е да кандидира човек што се вика честни, а се презива кадри. Сега ме дупиш. Да, малце, значи се во глеј са. И новите генерации полагам верба, а од друга страна не сум наивен. Например, една петина од сите од новата генерација во академија се нечиви деца. Постои една фама меѓу луѓето што сакаат да се кандидираат за академија дека таму не можеш да влезеш без да има кој да те гурне. Тоа е точно, не е и докрај точно, затоа што сега ќе стане судика, се надам во граѓанскиот суд дека нема да ја завркнат, една моја поранешна колешка, која што е девојче дојдено од село, без јак татко, без јака мајка, многу паметна жена и многу солидна жена, која што и беше као таму на врвот меѓу првите беше на лист. Ама и еве да ти кажам кој е идиотизмот, што она и сама не веруваше. Мене она доаѓа и ми вика Јанаки, да не ми се љутиш, да ти кажам унапред тебе прв, сакам да аплицирам на академија. Не да не ти се лутам, викам, ја те поддржувам со две раце, меѓутоа викам, знаеш кај живееме. Јанко знам, она Јанко ме вика, Јанко знам, сакам да си пробам бе. Пробај си. И шубаво те вика. Доаѓам ја од судење, она ме смеа, вика Јанко влегов и сега не се верува, сега не се смееме дека не се верува дека влегла. Моја колешка која што средно беше најака. Што треба тоа да значи? Што ти говори тоа? Па што ти говори, ете, јасно е што ти говори. Моја колешка која што беше средно и факултет најака, значи најака. Изговори го ти. Што Беше ти секад, говори? тоа ти говори дека, гледај сега, дека пошто порано не мораше академија, сега има академија. Сега кога ќе влезеш академија 100% ќе станеш судија или обвинител и се они гледаат таму да си ги упикаат рацете. Тоа што некој бил безправосуден, нема врска. Мислиш дека ќе корумпираат академијата? Тоа го прават. Тоа е веќе Тоа го корумпираат. прават они. Рашковски го апсија само поради тоа што он се дрзна да дава прашања по луѓе и тука реагираше америчка амбасада. А тоа што се дрзна, единственото нешто е ова, најодговорно го тврдам, он ќе да слободно да ме тужи ако сака. Тоа што се дрзна тоа да го прави, него ќе го извади од затвор. Памти ми го зборот, затвор он нема да види, така излезе од притвор. Затоа што онако отвори уста на кој свет давал прашање на чиви свет деца, многу луѓе ќе треба да одат во Бајбук. И тоа е единствената причина да он има самоубиствена, вака да го гледаш од една страна, он има самоубиствена стратегија да го плука обвинителот кој што го гони. Народот Ја што сум дозволи да докажам, ја што сум еден од најборбените адвокати, не си дозволувам да го плукам обвинител прво од почит, второ од страф од репрекусии. Значи он иде и ти збори дека обвинителката е дрндрн јариња, дека е глупа, дека ги вреѓа, буквално ги вреѓа. И си се чувствува комотен. Тоа тебе што ти кажува, дека он го знае исходот од тоа судење. Тој човек нема да заврши во затвор, памти ми го зборот. Јанаке, треба ли судијата, ај вака ќе парафразирам, Народов, низ деценијеве што се јавува кај мене, често пати ми плачал и кукал заради таа спреда помеѓу адвокат и за корупција зборам. Да, те разбирам, да. Помеѓу судија и адвокат, договарање и така натаму и многу луѓе настрадале. Никогаш не се докажало, секогаш било на спекулација. Дали е добро уопште адвокат и судија да се дружат во едно општество? Ви, ја се познавам со многу судии, со дел од Не само што се познаваш, сум се дружел. Овдека
на твојата промоција на книга Имаш и пар судии, да, имаше и суди кои ти оддадоа Сега многу гледај да ти кажам тука кај работа. Тука треба Добро. судијата да биде над тоа, Добро. над вашето пријателство и не сум имал никогаш не сум бил на пријателска база затоа што ми се носели и одлуки еве конкретна судика која што ти ја зборев на која што се восхитувам не донесе одлука да укине Америка притвор која што јас сметав дека треба да ја укине и сега ја не можам тоа да го зијам за зло, еве сега ние се познаваме или сме во добри односи и не функционирам така. Меѓутоа таа спрега која што ја збориш во добар дел е имагинарна и се базира на шпекулации, односно е на фантазии, но дел од тие фантазии, еве ќе ти кажам изличен пример што мене ми се случи, дел од тие фантазии ги подгреваат за жал, многу мал дел од моите несовесни колеги, затоа што еве ќе ти кажам изличен пример. Апсат човек во рок од 6 месеци 2 пати со количина од марихуана која што ќе му донесе обвинение. Доаѓа кај мене, ја му кажам толку и толку пари, за едниот предмет толку, идентична цена, ништо спектакуларно, ништо прескапо. Пуштај клима, сега ќе биде паљавина. Ништо прескапо и му велам. Првиот предмет завршува како што завршува, му даваат уставна осуда и сега доаѓа вториот предмет, сега него му е фрка почина да се поти. И он ми вели вака, ми се јава почина да ми прави паранои, ја му викам, значи, викам дворец, стануваш досаден се веќе. Да, Јанаки, извини, ама знаеш, вика, што ми е проблемот? Викам, што ти е проблемот? Идентичен случај, вика, имаше мој другар, така со 2 предмети едно за друго, и он плати, вика, сега прати ова ти парафразирам, он плати 20.000 евра, вика, на адвокатот за да подкупи таму, вика, обвинител, судија се, вика, ако не, вика, ќе му даде 5 години затвор. Ја тога почнеме да се смеам, зашто ми е многу јасно што се случило, односно никакви пари не се дадени, туку ги земал се ги ставил во џеп адвокатот. Ја му викам, добро човек, викам, значи, јас сум глуп што ти барам една минимален дел од сумава ти што ја кажуваш, значи еден многу мал дел, ќе треба да те лажам, ја треба да ти речам, окей, дај ми ти мене 20.000 евра, ќе ги подкупам сите, да си земам 20.000 евра и да ми биде многу убаво, викам. Ти викам, наместо да го цениш фактот дека ја не те лажам, не те влечам за нос, ти ја представувам реално ситуацијата, викам ти сакаш тебе да те лажат. После тоа ми се извини, вика, стварно управо си, неки вика, ја ќе ти дам поише пари, вика, само поради тоа што не ме возиш, вика, ама ти кажувам, вика, како му кажувам адвокатот, викам, јас се ми е јасно, викам, за жал, меѓутоа тоа е многу мал дел од моите колеги. Во најголем дел работиме совесно, меѓутоа самата професија, односно самиот факт да сте на суд две страни, а едната секогаш ќе изгуби, си ги носи тие фамии, секогаш не знам судијата подкупен, обвинителот е копиле или не знам така натаму и останати. Иако некојаш не сум бил уживател и конзумент на марихуана. Ти си бил диџеј, мислам дека не си баш искрен до крај тука. Јас сум првиот новинар кој јавно направи емисии во промоција за легализација на ова. И го оставив тој став до крај, без оглед на моите лични, но сметам дека вие што се залагате, меѓу кои си и ти, и не само лично и како адвоката, имаш дури, ако не се лажам, имаш нешто напишано, си магистрирал на тема легализација како начин на сузбивање на трговија со наркотици. Да, тоа е 2014, ја бранев пред 9 години точно. И голем поздрав до царицата професор доктор Гордана Бужаровска, пошто јас се фемкав. Искрено ги ти кажам, прв избор за ментор ми беше Тупанчевски. Тупанчевски вика, Јанаки, вика, му ја кажувам темата, почиња се смее, вика, Јанаки, ова вика повеќе вика од областа вика на професор Бужаровска, ај вика заедно ќе одиме кај Бужаровска, до тоа што ја знаев, ама и не ја знаев толку добро. Вика, ќе идеме заедно кај Бужаровска, дојде со мене, идеме кај Бужаровска. Топ тема, вика. Одлична тема, вика, неќе ја правиме. А викам, знаеш, имав и друга, викам, сакав и за смртна казна како алтернативно, знаеш, не, мене да ме слушаш, викам, живеј ќе ја тераме. Ми наоѓаш и малку и литература, и наидувавме на проблем да земеме официјални информации од обвинителство и таму ми помогна. И жената ми е шампион и ми е многу голем авторитет за кривично-правна постапка, за разлика од нејзиниот колега, да не го именувам. Знаеш, мене ми е многу криво, ја исто како дисџокеј сум многу либерален во тие ставови спрема геј и спрема конзумирањето и сето тоа. Сум живеел со тие луѓе и све ми е јасно. Далеку се они од криминалци, криминалци се овие други веши била. Ова сакам да прашам. Еве се случи Дојран, уапсиле 20 деца. Да бе, ти ја видов реакцијата ми за тоа, ако не се 19 со марихуана. Ја не видов шокот. Кој бе 19? Сите 20 се со марихуана. Дали имаше негдека објава хероин, кокаин, такви гадни дроги, да. А што коментира народов, вика? Со дрога, добро бе. наркомани. У Македонија нема друга дрога.
Значи само марихуана има и само тоа е дрога. Имало Нема години- кокаин, имало години нема кога- хероин, имало- нема спид, нема есид, нема ЛСД, нема крек, За потребите на мојата магистарска која нема правев, хероин. за потребите на мојата магистарска која правев истражување, имаше години кога МВР имаше заплена кокаин која што се броеше во грамови. Што е непоимливо. У Скопје има епидемија на А употреба. ние сакавме влада да на рушиме кокаин. кога фати пола тон и уште и ден денеска. Нема Тоа врска. е рекорд кај нас. Ова ме интересира. Тоа беа на почеток, те ги рушеше никој 2006-2007 беше. Време е да завршиме кафенце, ти се приспати. Не бе, Што уморен се сум, некој притвори имаше 2 дена ако ги работиме и тоа е тоа. Не, ја имам време ако сакаш тугуше 15 минути да. Па сакам Палиме. за легализација Ајде, да ајде. збориме. Заглиби ли го? Негде заглиби. Заглиби. Така, 2014 дојде еден процес, беше просто револуционерно од конзервативна десничарска демохристијанска власт да дозволи легализација на марихуана. Се одржа и семинари, се одржаа Имаше судири, фул. дојдоа луѓе, се обучува и лекари да се препорачува, масло да се легализира и така натаму и така натаму. И денеска гледам идат и собираат копилјана зашто имал марихуана. Јанаки, Му бе молим животот те, стрес за приватно- семејството. Не, ама веќе ми е мене до курца. Приватно сакам да најдам марихуана, ќе ја носам со себе у джеп, да ме зема полиција, а ти да ме вадиш од притвор, да ме судат. Ќе правиме, бе, Стварно не ми е јасно више се во ова. Со хероин да ме најдат ќе ми се тресат. Види ова е од партизан, хероин, кокаин. Кокаинџа, има От- пари, Па прави кај се пари. шмрка кокаин? Да не се Кај има шмрка пари. у кампови, се Така да е. шмрка по штабови. Не ме Така е. заебавај, знаеме каде. Така е, нема каде. збор. Марихуана е сиромашка друга, а да не збориме Сега ти на кажам што се колку случи. луѓе им помага затоа што е медицински Ние сме многу пасивни. употреблива. Ние сме како билка доста пасивни, затоа што Ама треба и вие да живеете па бевме на дел, крајот. ама не, гледај сега, билка на неколку работи сум горд, тоа е дека партизански сме работеле сега со пари Се од сврте, се напна. од джеп. Значи ние сме само финансирале билка и сме били у минус кога сме работеле. Значи не сме професионално NGO, како што има професионални NGO. Во февруари 23 е донесен закон, не знам како се вика, правилник со кој се кажува дека секој што ќе биде фатен со марихуана не може да биде затваран и кривично горен. Не, кривичниот законник се измени, тоа ти е козметичка измена која што во пракса ништо нема значи, односно додадоа став 6 дека наркотици, не само марихуана, за лична употреба, ако има наркотици за лична употреба, дека не представува кривично дело. Тоа ништо не решава во пракса, затоа што во пракса пак сите го гледаат како оча наш упасвото наш Врговски од 2009, каде што ти вика 5 грама марихуана, ти си дилер. Таму не се гледаат индивидуални околности, јас искрено ќе ти кажам. Са никам ова за помлада публика не сакам да го слуша, за да не биде лош пример, меѓутоа со пуше од 5 грама марихуана сум бил на одмор со сопругата. Ме разбираш што сакам да ти кажам, значи и са ние што дилери ли сме, ме свеѓаш. Идам на одмор, човече, работам цела година, идам да се опуштам 10 дена да се излуфтирам и сега као сум дилер. Меѓутоа гледај заглеби работа. Ние допред скоро 2 години само што почна да работи, имаше бевме дел како билка, ја и Џон од работна група во влада. Знам. Дојдоа, Тука кај мене. бевме и тука, дојдоа избори, кај нас као све што бива дека кај нас кога ќе се распишат избори треба да прекине времето да тече. Од тогаш дојде си отиде Заев, дојде нов премиер. Сега бизнисот е преселен од марихуана на фотоволтаици, гледаш дека со струја се бават нивните деца, со тоа се занимаваат, може и ние треба да се прекрстиме да се бавиме со струја. Меѓутоа сега сакам од чисти нет да се малку ревитализираме и да почнеме со активности и ќе се обратиме до влада да почне група, затоа што ја еве Ако извадиме Со- џоинт сега ја и ти се ќе одговараме? и нема да одговараме затоа што затоа што дека дое полиција да не UMC некој издуваме тој џоинт и не може да се утврди дали е тоа марихуана да се вештачи. Ама ќе има снимка уживо го правиме тоа. Мама треба вештачење да покаже дека тоа марихуана, може не е марихуана. Меѓутоа ќе биде проблем и за телевизијата и така натаму и никад не сум бил Што викаш, пропонент може да пропонент стане- на таков тип на експонирање, може да сам нема ставиме потреба. нане. Инаку не знам дали знаеш Може дека да не да ставиме. повеќе од 3 месеци, последна година во многу слабо конзумирам канабис и 3 месеци веќе и воопшто не конзумирам. Затоа и си остал. Тоа е за исхраната, да, затоа што кој конзумирал канабис знае дека со диета вака не оди. И со сопругата доста јадевме, значи. Ти отвора апетит. Да. Така да таму заглеби работава и многу луѓе кои што се стигматизирани ден денес се стигматизирани и ќе се потрудиме од септември да се реактивираме, иако сега знаеш како кога на глуво уво не идуваш, значи една што бевме во работна група заедно
да не направам проблем, познат невладен активист, ми кажа дека била на состанок кај премиеров Ковачевски, вика, неки човекот ме гледаше вака бледо, значи прво не разбира што му зборам. Појма нема што го зборам. Ама види, и нема потреба да има појма, има советници кој тој што е Така што да? знае се. Апсолутно се Советници, управа. работна група, Така има, нека даваат идеи и решенија. Аха, да, важи, ке се видиме толку. Сега им е струја бизнисот и за жал тоа е тоа. Гледаш, за мене нема Стар пердеч. човек. Ајде да си живи. Кичма да исправаме. Ти удрам 7 подпис. Океј, Разумен Собнеш не е последна книга. Ова не е ни класична книга, е збирка колумни, Збирка. втората ќе се вика Адвокатот. За трета, као ќе имаме време. Адвокатот ќе биде и сценарио за филм? Ние веќе имаме аплицирано, сега ќе ти кажам, за краткометражен филм со Огнен Шапковски, кој што ќе биде 15 минутен, ќе видиме дали ќе обезбедиме средства, ако не ќе си го самофинансираме. Уште чекате? Рано е уште, меѓутоа ако би влегле би Мамо, ти и син ми би го чека праеле се чека, би го праеле септември, октомври. Потоа би праеле следната година и долгометражен филм. И еве сега да ти кажам нешто што ќе значи кога ќе снимиме, јавно ќе ја прозивам мојата сопруга, која што ќе ми должи 1000 евра бидејќи се кладевме. Јас сум човек кој што има големи амбиции и кој што нема амбиција што не си остварил. Например Ќе компензира жена ти, не се пред сеќа. година и пол со жена ми се Флајнка е? пред година и пол за Гревата, кутра пред година и пол се кладевме со сопругата во 1000 евра дека ќе има филм за мојата работа и сега жена ми се смееше, ме разбираш. Што вака, гледам, викам, смеј се ти, викам, ја не се Кој ќе љутам, ти викам. игра? Идрис Елба? Ама ќе видиш. Инаку кога аплициравме за филмот, тоа ми го кажа и Огнен Шапковски. Ама ти не може кога да ми ги прочита мислите, викам, ама ти не може сам да си играш. Па викам ништо, не може, ондак не. Така е. Thank you, fuck you. Ја не ја играј. правиме. Не, се шалам, не си актер и ниеден продуцент или финансиер нема да ти даде пари ако сакаш са ти како актер да си играш. кој ќе ти Меѓутоа, ја тоа им го зборам, не знам, ќе видиме. Ја тоа им го кажувам дека ќе одиме може. Дека треба да одиме. Тоа не значи дека ќе се оствари, меѓутоа ние треба да одиме да освоиме Оскар. Тоа треба да ти биде амбицијата. Што треба да ти биде амбицијата дека нема да го бива филмот. Така треба да секој човек да размислува, затоа што ако немаш амбиција нема ни да се оствариш себе си на. Драги мои, тоа беше се за вечерва. Јанаки го одјавувам, му благодарам за ова навистина динамична негова експликација за сите 300 теми. Се надевам дека ви беше интересно. А и ако не ви беше интересно, over the hill. И се гледаме во следна прилика. Краснописот, пошто кај нас и тоа се укина. Ние кога сме деца, не знам дали вие сте имале во комунизмот, имаше краснопис како предмет во второ и во трето деление. Кај нас немаше. Поздрав голем до публика, вас секое добро. Лека ноќ и пријатно. Чоколадцето си го зијам.